Заврши продолжениот зимски распуст. Од денеска почна второто полугодие. 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци се вратија во училишните клупи. Зимскиот распуст беше продолжен со 2 дополнителни наставни дена, по препорака од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство, за да се избегне опасноста од ширење на грипот. Во битолските училишта денеска повторно седнаа во училишните клупи над 7.000 основци и 4.000 средношколци. Денес започнавме со второто полугодие, продолжено, меѓутоа сепак денес навремено, точно започнавме. Учениците сите си дојдоа на училиште редовно во 7:15 часот. Немаме проблеми со грејењето, што е најважно во овој период. Значи имаме парно грејење, сега малку по малку ќе се затоплуваат просториите, бидејќи доста време не беше училиштето отворено, меѓутоа сепак немаме во тој дел проблем. Пред започнувањето на школската година се изврши дезинфекција на просториите на сите училници во училиштето, така да безбедно започнавме со второто полугодие. Без разлика на тоа што имаше и голем број на заболени од грип предходното првото полугодие, второто полугодие почна со нормална редовност, како и вообичен нормален работен ден. Иначе, согласно препораките на Министерството за здравство, направена е дезинфекција во училиштето, така да спремни сме за да продолжи второто полугодие успешно. Двата дополнителни дена од зимскиот распуст, според најавите од Министерството за образование и наука, ќе се одработат во сабота, најверојатно во март и април, за да се исполни вкупниот фонд од 180 наставни денови во учебната година. Од наредниот понеделник, пак 30 јануари, ќе почне екстерното тестирање на 18.600 матуранти, кое ќе трае до 3 февруари 2017 година.